Нашето мислење е дека разговори ќе има, меѓутоа очигледно се менува форматот и нас тоа не загрижува затоа што за нас е несфатливо СДСМ да биде таа која што ќе сака дебатата за реформите во медиуми од клубот на претеници да се префрли во собрание, не дека собранието не е место кај што треба да се разговара за овие прашања, меѓутоа очигледно проблем е начинот на гласење, затоа што ако се напушта принципот на консензус, тогаш СДСМ нема мнозинство во собрание. И за нас е несфатливо зошто доаѓа токму сега овој предлог од СДСМ, освен ако немат намера да ќарат политички поени пред престојните избори. Мислам дека е крајно неодговорно и несериозно прашањето за слободата на медиумите да се сведе на прашање со кое партиите ќе се препукуваат и ќе се келуваат гласови пред изборите. Тоа насока само, вие имате некакви конкретни сознанија дека се водат, да речем, директни преговори меѓу ВМРО и СДСМ или ова е што сте го добило? Да, имаме и сознанија и овој предлог кој што денеска за кој збориме денеска е токму потврда за тоа што објаснете ми која е причината СДСМ да го напушти форматот на преговори од клуб на претеници во собрание. Ако нема која е гаранцијата дека тие предлози ќе поминат, ако нема некој договор со другите партии? Да, нашите информации зборат дека поголемите партии ВМРО и СДСМ имаат некој преќутен договор за прашања за кои што се тие договорени да ги поминат измените на законите во собрание, за тоа што нема да се договорат, ќе се препукуваат, како и обично. Да, имаме и сознанија и овој предлог кој што денеска за кој збориме денеска е токму потврда за тоа што објаснете ми која е причината СДСМ да го напушти форматот на преговори од клуб на претеници во собрание. Ако нема која е гаранцијата дека тие предлози ќе поминат, ако нема некој договор со другите партии? Да, нашите информации зборат дека поголемите партии ВМРО и СДСМ имаат некој преќутен договор за прашања за кои што се тие договорени да ги поминат измените на законите во собрание, за тоа што нема да се договорат, ќе се препукуваат, како и обично.